ова издание. Овие избори представуваат значаен чекор кон демократијата, соопшти амбасадата на САД во Македонија. Во меѓувреме, течат роковите за приговор на партиите до ДИК. Реакции за изборите и од САД и од Европа. Дел од нив ќе слушнете во емисијата, поопширно на нашата веб страница и социјалните медиуми. Стотици странски студенти заглавени во процес за виза за Америка. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме веднаш со најновите информации за изборите. Течат роковите за приговори на партиите за гласањето и сумирањето на резултатите од 10-тите парламентарни избори. ДИК, откако ќе ги прими, има 48 часа да решава. Против овие одлуки на комисијата, подносителите на листите може да поднесат жалби до управниот суд, че одлука е конечна. За сега неколку партии се пожалија на нерегуларности и грешки во обработката на првичните резултати кои ДИК ги објави со големо задоцнување. Според овие резултати, 120 претенички мандати се поделени меѓу СДСМ, чија коалиција освои 46, ВМРО ДПМН 44 мандати, ДУИ 15, Алијанса за албанците доби 12 мандати, Левица 2 и ДПА 1. Граѓаните донесува важна одлука, новата влада ќе ја води СДСМ. После Илинден следуваат постапки во законските рокови. Мандатот за составување на следната влада е кај Зоран Заев, соопштуваат социјалдемократите. Јас никогаш нема да го прифатам овој резултат затоа што не отсликува реалноста и сме сведоци на најголемиот фалсификат во историјата, вели потпредседателот на ВМРО ДПМН Владо Мисајловски. Но и покрај ваквиот став, партискиот лидер Мицкоски вчера најави дека ВМРО ДПМН го има најголемиот кредибилитет за да формира влада. Веќе почнаа математиките. СДСМ и ДУИ имаат доволно пратеници за мнозинство, но и ВМРО ДПМН, ДУИ и Левица стигаат до 61 пратеник, варијанта која теоретски е можна, но практично е речиси неизводлива пред се поради позициите на Левица за преспанскиот договор и членството во НАТО. Унијата денеска го поздрави спроведувањето на изборите. Брисел очекува да работи со силен парламент и стабилна коалиција кои треба да испорачаат резултати во однос на интеграцијата во ЕУ, порачаа Жозеп Борел и Оливер Вархеј. А изборите ги коментира и експерти од САД и од Европа. Колегата Јане Бојаджиевски разговараше со двајца од нив. It's a very close outcome. I think Zaev did extraordinarily well to overcome. Многу тесен исход. Заев оствари добар учинок со надминувањето на оспорувањето на договорот од Преспа од опозицијата, но и ВМРО ДПМН постигне изворен резултат во опоравување од времето на Груевски. Добра вест што се одржа избори и резултатите се јасни. Сега останува на партиите да преговараат за формирање влада, тоа ќе биде тежок процес. Well, I would say it's fairly expected in the sense that we expected a tight race between the Social Democrats and ВМРО. Би рекол очекувани, како што се очекуваше тесна трка меѓу социјалдемократите и ВМРО ДПМН. СДСМ се очекуваше да има блага предност, иако резултатот е малку потесен отколку што се прогнозираше. Севкупно, исходот од изборите не е изненадувачки и одраз на сликата на теренот. ВМРО не капитализираше на кампањата што ја водеше, а социјалдемократите не добија целосна доверба од гласачите на изборите. Многу странски студенти кои сакаат да студираат во САД се заглавени во процес на добивање визи поради пандемијата. Еве што велат. Ова е Католичкиот универзитет на Америка на североисток во Вашингтон. Студентката од Русија, Лиза Бритова, планира да дојде овде во август, доколку ја добие визата на време. Во моментов, Американскиот конзулат во Москва не издава визи. Никакви визи, освен оние за авионски екипаж, за кои не треба интервју. Не знаеме кога ќе проложат интервјуата. Студентот од Украина, Олексиј Антонјук, е примен на универзитетот Јейл и треба да започне со настава на есен. И тој уште нема виза. Мене було визове интервју за... Моето интервју за виза беше закажано за 8 јули, но презакажано поради пандемијата за 4 август. Антонјук е финалист на украинската глобална програма за стипендии, па не мора да плати за неговото образование во САД. Програмата им помага на талентираните студенти да добијат стипендии на врвните американски коледжи. Во 2020 има само 31 таков студент. Ако не успеат да добијат визи на време, тие ќе изгубат стипендии во вкупна вредност од $7 милиони.
Ситуация ковида никто никогда не был раньше, и, возможно... Никој претходно нема доживеено пандемија на ковид, па универзитетите можеби ќе ги ревидираат нивните одлуки, да им дозволат на студентите да ги задржат стипендиите и повторно да аплицираат следната година. Но претходните искуства покажуваат дека ако студентот не добие виза, го губи и финансирањето. Универзитетите велат дека со нетрпение ги очекуваат меѓународните студенти исто како и минатата година. Во исто време, тие ги усовршуваат нивните онлайн програми. Студентите ќе може да се приклучат во исто време кога и предавањето, но ќе имаат можности да го снимат предавањето кое ќе биде поставено во системот. Имаме и форуми за дискусија, каде професорот може да постира одредено прашање или одредена идеја, а студентите да одговорат или да постават и свое прашање. Секоја година во САД доаѓаат околу 1 милион меѓународни студенти. Во минатото, нивниот придонес за американската економија достигнуваше до 41 милиарда долари. Пандемијата се одрази и врз лицата со зелени карти. Откако добил зелена карта преку програмата за лотарија, Ерик Аламша дошол во САД од Индонезија на крајот на 2019-та, заедно со неговата сопруга Сари и двете деца. 8 години претходно работел како информатичар во индонезискиот град Џакарта. Но и покрај големото работно искуство, тој се уште не може да најде постојана работа. Од сите апликации за работа, меѓу кои во секторот за информатика, добивам одговор само од суштинските бизниси, како аптеки и продавници за храна. Може би треба да паузирам со барањето работа во струката. Во меѓувреме, Аламша работи на каса во продавница за производи за домакинството во Мериленд. Овој бизнис се смета за неопходен и работи за време на пандемијата. Ивинија Агнесија исто така е добитничка на зелена карта преку истата програма. Таа заминала од Индонезија за време на последната студентска година и се преселила во Њу Јорк на крајот на 2019-та. Без универзитетска диплома и без работно искуство, Агнезија има проблем да најде работа со полно работно време. Неколку месеци работела со скратено работно време како келнерка во јапонски ресторан кој бил затворен поради пандемијата. Така, таа се нашла без работа во епицентарот на пандемијата во еден од најскапите градови во светот. И покрај несигурноста, семејството Аламша е оптимистично за новиот живот во Америка. Дојдовме овде за нашите деца и нивното образование. Ке издржиме. Верувам дека работите ќе се подобрат. Семејството Аламша и Агнезија се само едни од 55.000 луѓе кои доаѓаат во САД секоја година преку програмата Лотарија за зелена карта, многумина од кои сега се обидуваат само да преживеат. А за 20% е намалена здравствената заштита за жените и децата за време на корона кризата, соопштија Обединетите нации. Извештај на Обединетите нации покажа загрижувачки тренд, ускратување на здравствените услуги за жени, деца на возраст под 5 години и адолесценти заради насочување на ресурсите кон борбата со пандемијата. Според првичните проценки, ова има последица во зголемување на стапката на смртност кај новороденчињата и кај мајките, но и кај неухранети деца, деца изложени на злоупотреби и насилство, како и кај жени без пристап до здравствени услуги. Извештајот вели дека речиси 400 милиони деца гладуваат, затоа што им недостасуваат оброци со затворањето на училиштата. 13 милиони деца не добиле вакцини, а некои држави и немаат обезбедено вакцини. Ризикот од повторна појава на сипаници, детска парализа и други заразни болести е реален. Во извештајот се наведува дека жените и девојчињата ширум светот се соочуваат со повисоки стапки на злоупотреба, зголемена бременост, помал пристап до репродуктивни услуги и заедно со тоа, повеќе мајки умираат од компликации при породувањето. Доктор Алипуи вели дека вакцината за COVID-19 ќе стави крај на актуелната криза, но богатите држави ги треба да им помогнат на посиромашните да ги зајакнат своите здравствени системи. Пандемијата ќе ги остави посиромашни од порано. Пријатен викенд.